Добар ден, драги ученици! На денешниот час ќе учиме за пластика. Ова се адаптирани содржини по предметот Основи на природни науки од темата Материјалите и енергијата во природата. За вас лекцијата е подготви наставничката Милица Серафимовска. Специјален едукатор во посебното основно училиште доктор Златан Стремец Скопје. Што треба да научиме денес? Денес ти, драг ученик, треба да научиш да препознаеш пластика како материјал, да научиш како се добива пластиката, да препознаеш различни видови пластики, да научиш кои се производи од пластика, да ги научиш особините на пластиката и да споредуваш пластика со друг материјал. Да почнеме. Пластиката е вид на материјал кој што е направен од луѓето и може да се обликува во секаква форма. Од што е направена пластиката? Пластика се прави од нафта, јаглен и природен газ. Кога сето ова ќе се загрее, се создаваат мешавини од кои се прави пластика. Ова е многу сложена постапка. Пластиката, додека е топла, се обликува во саканата форма. Кои се особини на пластиката? Пластиката е цврст материјал. Тешко се менува и долго трае. Лесен е како материјал. Може да е растеглив и еластичен. При висока температура омекнува и се топи. Некои видови се крути и кршливи. Издржлив е материјал на многу влијанија. Дори долгото останување во вода и влијанието на водата и надворешните влијанија сонцето не ја менуваат формата на пластиката. Што е направено од пластика? На сликите можеш да забележиш многу производи направени од пластика. Тоа се кеси, цевки, шишиња, чинии, бокали, прибор за јадење, чаши, кутии за храна. Потоа играчки, пластелин, училишен прибор како што се линијари, острилки, пенкала. Сето тоа е направено од пластика. Исто така, пластиката се користи како амбалажа за пакување на многу производи. Пластиката има широка намена во многу области. Од пластика се прават многу шишенца и шприцови за медицината. Во градежништвото, многу цевки и црева се направени од пластика. Може би и масичката и столчето на која што седиш дома е направена од пластика. Поради фактот што како материјал долго трае и не се распаѓа, луѓето што се занимаваат со здрава околина опоменуваат: не фрлајте пластични шишиња во околината во која живеете. Така ја загадувате средината. Пластичните кеси загадуваат. Замени ги со хартиени. Рециклирај, сортирај, реупотреби. Значи, пластиката може повеќе пати да се искористи за различни видови на производи. Затоа треба да научиме да ги сортираме во отпадот пластичните материи и истите да се користат за рециклирање и за реупотребување. Еве неколку задачи за тебе. Препознај и покажи кое столче е пластично. Првото столче е дрвено, второто столче е метално. Да, црвеното столче е пластично столче. Направи пластичен проект. Собери пластични капачиња и создади уметничко дело. Се надевам дека на часот ќе биде многу интересно.
Сакаш ли да направиш пластика со помош на наставникот? Тогаш време е за еден интересен експеримент. А што ти е потребно за експериментот? Потребно е една чаша млеко, 4 супени лажици бел оцет, форми за колачиња, цедалка и хартиени крпи. Во неколку чекори можете да направите пластика. Во првиот чекор е ваков. Чаша млеко стави во микробранова печка и загреј 90 секунди. Знаеш ли колку е тоа 90 секунди? Знаеш да броиш. Изброј до 90 и ете тоа се 90 секунди. Толку се. Чекор 2. Откако ќе се загрее млекото, во него стави 4 лажици оцет и мешај 1 минута. А знаеш ли колку е 1 минута? Кога ќе изброиш до 60, веќе поминала 1 минута. Чекор 3. Масата што ја доби, истури ја во цедалка и истисни го млекото. Чекор 4. Со хартиени марамчиња впии ја течноста од цедалката. Чекор 5. Постави хартиена крпа. Во модла за колаче истисни ја масата и остави да се суши 2 дена. Чекор 6. Со остар предмет одвоја пластиката од модлата. Чекор 7. Со фломастери обоја пластиката кога сосем ќе се исуши. Во овие 7 чекори ќе имаш можност да се забавуваш и многу да научиш. На таков начин ќе бидеш горд што си направил на часот пластична маса. Се надевам дека ќе уживаш во активностите на часот. Ти благодарам што следиш со внимание.